Гордана Силјановска-Давкова оцени дека извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија е политички, а не технички документ. Таа побара идните извештаи да се усогласуваат со македонските институции и да бидат резултат на диалог, наместо еднострана оценка од Брисел. Извештајот на Европската комисија констатира дека земјата нема напредок, особено во владеењето на правото и борбата против корупцијата. За разлика од неа, државниот обвинител Јупчо Коцевски се согласи со оценките, велејќи дека тие одразуваат реалната состојба во правосудството. Силјановска додаде дека злоупотребата на европските ИПАРД фондови мора строго да се санкционира. Министерот за здравство Азир Алиу, заедно со Сдруженијето Живот со предизвици, одржа пресконференција во рамки на кампањата Ти си редок херој, посветена на подобро препознавање и лекување на ретките болести. Тој соопшти дека во програмата за 2025 година се обезбедени 58 лека за 430 пациенти, меѓу кои и 3 нови терапии. Министерството ќе работи на подобрување на дијагностичката опрема, едукација на матичните лекари и воспоставување јасна патека за пациентите. Алиу најави дека до крајот на годината владата треба да ја усвои националната стратегија за ретки болести, која ќе овозможи подобар третман и поголема поддршка за заболените. Заменик министерот за внатрешни работи, Астрид Исени, учествуваше на 10-тата регионална конференција за безбедносна координација во Западен Балкан, организирана од Советот за регионална соработка со поддршка од Италија и владата на Македонија. Тој нагласи дека стабилен и безбеден Балкан е предуслов за европска интеграција и дека реформите во безбедносниот сектор мора да бидат видливи, транспарентни и мерливи. Исени истакна потреба од поефикасни истраги, независен правосуден систем и полициска одговорност. Конференцијата собра представници од владите, меѓународни организации и граѓанскиот сектор за зајакнување на регионалните безбедносни политики. Во септември 2025 година, во Македонија биле регистрирани речиси 133.000 туристи кои оствариле над 262.000 ноќевања, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Од нив, околу 1/4 се домашни, а 3/4 странски туристи. Најмногу посетители дошле од Турција, над 32.000, потоа од Србија, Германија и Полска. Во првите 9 месеци од годинава, бројот на туристите е зголемен за 5,8% во однос на лани. Домашните бележат мало намалување, а странските раст од речиси 10%. Руските сопственици на нафтената индустрија на Србија, НИС, се подготвени да се откажат од контролниот пакет акции и да го продадат на трета страна, изјави српската министерка за енергетика Дубравка Гедовиќ-Хандановиќ. Газпром нефт поседува речиси 45% од акциите, а сам Газпром уште 11%, додека српската влада има околу 30%. Руската страна веќе поднела барање до американската канцеларија ОФАИЦ, наведувајќи дека е подготвена да се повлече од управувањето со компанијата. Овој потек може да овозможи реструктурирање на сопственоста и да ја деблокира испораката на нафта од хрватската Јанаф, што е клучно за снабдувањето и приходите на Србија. Бугарија има горивни резерви доволни за околу 1 месец, додека се подготвува за почетокот на американските санкции против руската компанија Лукойл, која ја поседува најголемата рафинерија во земјата, онаа во Бургас. Санкциите, што стапуваат на сила на 21 ноември, предизвикаа страф од недостиг на гориво, бидејќи Лукойл контролира и голем дел од складиштата и цевководите. Властите во Софија велат дека имаат доволно резерви на дизел и дополнителни количества нафта во земји од Европската унија, кои треба навреме да се увезат. Владата веќе забрани извоз на дел од горивата и донесе закон со кој рафинеријата може привремено да се стави под државна контрола за да се обезбеди стабилно снабдување. Германската полиција уапси маж со германско-полско државјанство во Дортмунд, осомничен дека преку Даркнет повикувал на напади и убиства на германски политичари и државни службеници. Обвинителството соопшти дека лицето собирало донации во криптовалути за финансирање на нападите и нудел награди за убиствата. Тој, исто така, објавувал упатства за изработка на експлозиви и список со потенцијални жртви, вклучувајќи нивни лични податоци. Обвинет е за финансирање тероризам и поттикнување на насилство, а случајот го презеде Федералното обвинителство, кој истражува закани по националната безбедност. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД соработуваат со Израел за постигнување договор со Сирија, посредбата со сирискиот претседател Ахмед Алшара во Белата куќа. Тој рече дека секој има тешко минато, коментирајќи ја контроверзната историја на сирискиот лидер. Посредбата, Министерството за финансии на САД соопшти дека санкциите од законот Цезар против Сирија се суспендирани за 180 дена, освен за трансакции поврзани со Русија и Иран. Законот Цезар од 2020 година беше воведен за казнување на режимот на Башар Ал-Асад и неговите сојузници, особено во енергетиката и финансиите. Новата одлука означува потенцијално затоплување на односите меѓу Вашингтон и Дамаск.
Турски воен товарен авион С-130 се урна денес во близина на границата меѓу Азербејџан и Грузија, соопшти турското министерство за одбрана. Авионот полетал од Азербејџан и се враќал кон Турција кога дошло до несреќата, а засега не е познат бројот на членови на екипажот. Во тек е операција за пребарување и спасување во координација со азербејџанските и грузиските власти. С-130 е еден од главните воени транспортери што Турција ги користи за логистички мисии. Турските медиуми, меѓу кои и NTV, објавија снимка на која се гледа авионот како остава трага од бел чад непосредно пред уривањето. Најмалку 12 лица загинаа, а неколку се тешко повредени во бомбашки напад пред окружниот суд во пакистанскиот главен град Исламабад. Министерот за внатрешни работи, Мосин Накви, изјави дека напаѓачот се обидел да влезе во судската зграда, но по околу 10 минути чекање активирал експлозивната направа пред влезот во близина на полициско возило. Експлозијата предизвикала голема штета и паника во центарот на градот. Властите го истражуваат нападот како сериозен безбедносен инцидент, а локалните медиуми објавија снимки со повредени лица и уништени возила на местото на експлозијата. Времето денеска предпладне поудделни котлини со услови за појава на магла. Преку денот сончево време со мало до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Во Скопје предпладне во делови од котлината со услови за појава на магла. Преку денот сончево со мала до умерена облачност и слаб северен ветер.